Првата болест на дедо Адама и неговата смрт. Чита Александар Станојков. До 500 години што живеа дедо Адам, не беше се поболел. Не знаеше тој до тога и каква е болест и не го наумуваше зборо Господ што беше му го рекол кога сгреши во рајо и го судеше и му велеше оти ќе умри и вземи ќе влеси. Арно, ама ако Адам беше заборел, Господ сполај му не беше заборел. И кога ја исполнил 500 години, беше му наумил со една лоша треска, беше го стресло, од земе го кревал, од студ што му било забит и ќе си искршило тресењето што го тресело. Одвај беше се стоплил во 24 сати. Та кога беше го фрлило во огон, умот си го загубил од глад. Кога почнал да блада и да зборува, тога и веќе баба Ева многу беше се уплашила. Се чудела сирота, оти така ја зборува домаќино неврзани зборови. 3 дни и 3 ноќи што не беше се освестил и на 4-тиот ден даде Господ се освестил и сакал да стани. Арно, ама нозете му се треселе као прат и одвај застанал на нозе крепејќи го Ева за раменици. Отишол до негде и пак си легнал во постела. Јачел, бучел, овкал, ништо в уста не клавал. Што ти велаат стари, 3 дни човек да го треси, 3 години кувет не му иди. Ете, вистина сме така. Видувајќи Ева на тој Адама, фатила да плаче и да му вели: "Оти така правиш бре домаќине, што не станиш да оиш на работа, оти сакаме да јадиме." Оф, мури жено, ами зар јас однавал сум легнал на постела и неќум да работам, ами кога нозете не ме крепат, као да станам? За да станам од оваа треска, ќе треба да се напијам некоја билка, така ми се чини. Арно, ама, ние не знаеме која билка е за треската, да се напијам и да оздравам. Знаеш, бабо, што ми текна? Што ти текна, Адаме, ако не ми кажеш? Му рекла Ева. Еве што ми текна. Господ сполај му кога не истера од рајо, лели не благослови да умриме и вземи да влезиме. Чунки од земја сме направени. Арно, ама ние никако тој збор од Бога не сме го наумиле досега тебе оти ќе умриме. Та затоа сполај му на Бога, ми ја прати оваа болест да ме подсети. Разбра се Ево. Разбрав Адаме и за верно тоа треба да биде. Ами чаре на тоа? Чарето, ете што моје бабо, да станеш ти и да појдеш близу до рајо и да паднеш на коленици пред Господа Бога и да му помолиш од срце и душа, да му кажеш ало што ме најде и да го помолиш да ти дајте некој лек да оздравам за сега, да му се молиш да не умрам и вземи да влезам како што не благословил тој, да другаш да умрам. Арно ти текна домаќин, ева сега ќе му појдам при Бога за да му се молам, му рекла Ева и отишла при Бога. Се поклонила и сторила 3 метањи и фатила да се моли на Бога. Со солзи на очите се молила и му се нажалило на Бога, таму се одзвал на Ева и ја прашал: "Што се молиш, ќерко Ево, и плачиш? Како фал имаш? Кажи ми да чујам за да ти поможам." Господи, син ти Адам болен е мошне многу. Не може на носе да стани за да работи и да ме рани. Ете за тоа сум дошла, Боженце. Ти се молам, Господи, да ми најдиш чарето за да ми оздрави и домаќино, за сега да не умри, да другаш ако умри. Му рекла со солзи на очите. Многу арно, ќерко, ја рекол Господ. Лели, дојде при мене ти, не бој се, нема да умри син ми Адам за сега. Собери од таа трева што е пред тебе. Таа се вика пелин и оди домата да ја свариш и од водата на 3 утриња да му даеш да ја испиет и ќе се оздравиат за сега, ама да не забореи тоти која и дае, пак од болест ќе умри и вземи ќе влези. Собра Ева од пелино и го напи Адама како што ја рече Господ и си оздравел Адам. Арно, ама зафатил по набргу да се поболува. Кога глава, која очи, која уши, која уста, која заби, која грло, која срце, раце, која нозе и туку речи, сета снага го болела. За секоја болест Ева одеше при Бога да му се моли, да му даде лек и Господ му даваше билки коренки и сите болести му оздравувале на Адама. Од кога поминал Адам 900 години и неколку и сакаше Господ да го умри, многу лошо беше се поболил и отишла при Бога да му сака лек и во рајот да му и дај на Адама да и голтне.
Арно, ама Господ дал 3 семки од дрвјата што беа во среде и дури дошла Ева, Адам беше си починал. При сето што беше умрел Адам, Ева пак му и клала в уста семките на Адама што беше и дал на Ева Господ со ние за да оживи Адам. Арно, ама дотуа беше му биле дните на дедо Адама, тики не му помогнале 3 семки за да му оживи снагата, ами да му оживи душата и да му е безсмртна, чунки едната семка од трите беше од плодот на дрвјата на безсмртната душа, а втората семка за познавање на доброто и злото, и третјата беше за смртта на снагата. И тоа нешто го направи Ева по повела Божја без да знае што прави. На третиот ден од трите семки никнале 3 дрвца со 3 турли и лисје. Едните као пајажина, вторите стребрени и третите лисје од дрвото позлачени. И од ден на ден растеа тие 3 токмоглаи и станаа толку големи што стигнаа дури до облаци. Луѓето што ги гледале тие 3 дрвја се чудили и се лисале на големата вишина нивна. Околу тие 3 дрвја имало 3 големи села и со 1000 годиња си кастреле гранки од дрвјата и си гореле зима и лете и пак дрвјата не се познаале оти биле брани од луѓе. Тие 3 дрвја правели чудеси, доколку болни оделе за да лежат по тие дрвја, се оздравувале. По повела Божја дувнал еден многу силен ветер и се откорнале сите 3 дрвја, да се прогледала главата од Адама и која ја узнале луѓето тие главата од Адама, сите се насрдиле на Адама оти да греши и да се мачеле луѓето од себе по негов, да се дало еден глас од учените, сеќи да оди таму и да фрли по 3 камења на тоа клето место. Не знам колку стотини години што збираа гранки и прачки од тие дрвја селаните и кој втасај и не можеа да ја доберат. Дури дојде времето на Риста да го распнат евреите. И му насип нашле да направат 3 крстови од тие 3 дрвја останати над проклетото место. И направиле крстоите и по повела Божја на крстот дрвјото со позлатените лисје го распнаа, а со сребрените лисје распнаа разбойникот што беше од десната страна, а од дрвото од лисјето што беа као пајажина го распнаа разбойникот од левата страна на Риста. И за големо чудо го однесоа на местото кај што му беше главата на Адама и тамо го распнаа и тоа по повела Божја за да се крсти и Адам со крста Христосова.